Добро вечер со топ тема. Пиши бриши, вакви се реакциите за измените на Законот за лични карти и живеалишта кои ги предлага владата преку Министерството за внатрешни работи. ДУИ и ДПС се заканија дека ќе ги блокираат овие закони затоа што ќе поднесат амандмани или по патот на Бадинтер. СДСМ пак се сомнeva дека во Македонија постојат луѓе со повеќе матични броеви. Токму на оваа тема вечерва со нас се Фросина Ременски од СДСМ, Роза Топузовска-Каровска, која е независен пратеник во Собранието на Македонија. ЛДП. И не сум независен. Господинот Рафис Алити од ДУИ. Се извинувам, Роза, затоа што некако имате независно мислење често пати од било која партија и можеби затоа така сум ве дефинирала. Во однос на ова прашање навистина покрена дебата, за жал не толку во јавноста колку во Собранието, затоа што отсуствува и експертско мислење на оваа тема, а во Собранието се уште не се направија дебатите кои што треба да се направат, дали е воопшто потребен еден ваков закон, затоа што веднаш кога ги слушна измените, ДУИ и ДПС се заканија дека ќе го блокираат законот. Токму затоа вечерва се овде моите гости. Кажете ми, господине Алити, дали доколку утре повторно ве повикаат на собраниска расправа односно на некој од комисиите, како ДУИ ќе присуствувате или како денеска нема да дозволите воопшто да се расправа по ова прашање? Прво ги поздравувам гледачите на вашата телевизија или нашата телевизија Телма. Така што ние не сме пратили ни една закана, ние сме дел од коалицијата, од владата. Пратеничката група на ДУИ и кога беа ставени овие две точки на дневен ред во Комисијата за политички систем, имавме јасен став дека овие две точки треба да се симнат од дневниот ред, да не расправаме, бидејќи нашиот став беше дека нема да ги поддржиме овие две точки. Така што во комисијата имаше расправа, мнозинството на пратениците мислеа другчие, дека треба да се расправа за овие две закони. Нашиот став беше принципиелен и од нашите пратеници, од координаторот на пратеничка група, дека овие две закони нема да ги гласаме. Едниот закон за лични карти оди со двојно мнозинство, едниот закон не. Така што овие две закони се поврзани еден со друг. Нашиот став бил и останува ист, дека во овој момент, јас тоа го реков и во Комисијата за политички систем, немаме потреба за донесување на овакви закони, бидејќи и самиот политички амбиент во земјата не е во прилог да се донесуваат закони од оваа природа, бидејќи според нас во овој момент наместо граѓаните или ние како пратеници да допринесуваме да се врати довербата на граѓаните кон институциите, со овие две закони политички ценивме дека не е во прилог на тие политики. Не е време да се донесат политики, токму затоа нашиот став беше дека во овој момент подобре да не расправаме за овие две закони, да се симнат од дневен ред, секако дека во други политички околности или во друг политички амбиент, секако дека овие точки зашто не да бидат на дневен ред. Каровска, дали се согласувате дека не треба да се расправи и не е време за овие закони, или треба да се расправи и да се кажат сите можни забелешки, па после тоа да се спречи евентуалното носење? Значи, тука има два моменти. Едниот момент е, како што кажа колегата Рафис Алити, амбиентот и она се што се случува во овие денови и овие месеци во
нашата земја. Меѓутоа има, според мене, уште една поклучна работа. Кога се носат закони или измени на закони кои што засегаат поголема категорија на граѓани, ова се значи личната карта, нема граѓанин кој што не е засегнат со овие два закони, живеалиште и престојувалиште, тогаш секако дека ни треба пред се една јавна расправа, една поширока расправа, да ги слушнеме мислењата на експертите. Јас до сега не слушнав ниту еден експерт да се изјасни по ова мислење. Мислам дека вашата емисија е прва каде што на еден медиум се отвара оваа тема и навистина тоа го поздравувам, барем граѓаните ќе имаат можност да слушнат што се случува и во околу овие закони. Само да ве дополнам дека беа повикани представници на ВМРО ДПМН, пратениците да присуствуваат на оваа дебата, тие не дојдоа, исто така беше поканет и представник на МВР кој изготвуваше на законот, подосна ќе видиме само изјавата на Иво Котевски, портпаролот на МВР кој го бранеше законот, меѓутоа со изјава, а не со присуство. Повелете. Значи без една јавна расправа, без едно пошироко вклучување на јавноста, без мислење на експертите, пристапуваме кон едни сериозни измени кои што во многу места се и проблематични, потоа се надевам ќе проговориме и конкретно за тоа, и одиме да се на еден начин да се донесат овие закони по секоја цена. Гледаме дека еве сега и реакција од коалициониот партнер, јас и тоа партнер кој што седи во владата, најверојатно и би го прашала господинот Рафис Алити секако дека ова се расправало и на влада. Дали таму, значи, вие имате заменик министер, колку што знаам во министерството, дали тој таму ги кажал своите забелешки и како се најде законот пред пратениците. Значи тоа зашто вие немате некоја мала забелешка, вие имате суштински забелешки, колку што го слушнав она на пленарната седница. Значи имаме некои работи кои што пред се процедурата е изместена, не се даде доволно простор и време да можеме да ги отвориме сите овие прашања пред да пристапиме кон едни вакви сериозни измени. Бидејќи сакам да одговори господинот Алити, зошто навистина се дозволи ако сте партија која не му одговара овој закон, воопшто да дојде во собраниска процедура? Зошто не успеавте да го блокирате уште при донесувањето во влада? Па секако дека и нашиот електорат прашува зашто нашите министри во влада не го кажале својот збор во врска со законот. Според мои информации, секако дека и тамо имало дебата во владата или се објаснувале зашто, кои се предностите што ги нуди овој закон и кои се негативните моменти, да кажам. Така што јас сакам да бидем коректен со гледачите, не е прв закон што доаѓа од владата кој реално пратеничката група на ДУИ има или различно мислење од тоа што го имат нашите министри или нашата влада. Меѓутоа, зошто не ја информиравте јавноста дека во владата се случува нешто што вас не ви одговара, па еве експертите порано да ги повикавме и да инициираме дебата, дека да предупредиме ќе се донесе закон кој ќе влезе во собраниска процедура? Јас да се изјаснам до крај. Значи, ова не е прв пат што доаѓа некој закон по процедура во собранието, што ние како пратеничка група имаме различно мислење. Истото ни се случило и кога сме биле во влада и со СДС. Сме имале исто овакви ситуации или моменти. И сега зашто? Барам јас кажувам моето мислење во пратеничката група на ДУИ, како дека пратениците мислат политички, во владата претежно се експерти кои гледат од експертска страна и најверојатно ова е причината што не само овој пат и во други закони што не сме имале исто мислење со владата како пратеничка група, велам пак дека истото ни се случило и кога сме биле и со СДС во коалиција. Така што ние концептуално не се слагаме со ова што е законот што е во процедура во собранието. Значи
Нашиот став беше во пратничка група да не се спуштиме да зборуваме за некои членови на законот кои апсолутно се за нас неприфатливи. Ременска еве кажа господинот Рафиз Алити дека дури и во коалиција со СДСМ реагирале или имале слично. Меѓутоа вие во моментов како партија не сте во собранието и таму не можете да реагирате ни собраниска расправа, можете само на пресконференција тоа да го правите. Како еве доколку бевте во собранието, што ќе направевте или еве надвор од собранието, како вие би реагирале на донесувањето на вакви закони? Значи, во ситуација кога имаме сериозна политичка криза, криза на институциите и криза на правната држава во Република Македонија, сосема е исправно, сосема е коректна реакцијата на опозицијата да спори предлози од делегитимирани институции. Во овој случај, овластени предлагачи на законите за живеалиште и престојувалиште и законот за личните карти и сега веќе и во собраниска процедура законот за измени и дополни на законот за патните исправи на државјаните на Република Македонија се предложени од Министерството за внатрешни работи, кои што во многу од овие, да кажеме, материјали кои што опозицијата изминативе недели ги објавува, се покажа дека е делегитимирана институција и во тој контекст е спорно и правото на предлагање на измени и дополни на вака суштински закони. Ние како Социјалдемократски сојуз во контекст на овие предлози од Министерството за внатрешни работи кои што поминаа комисиска дебата во собранието и веќе на пленарна седница помина првото читање, со ветување на некаква јавна расправа, иако знаеме дека години наназад многу од законите поминуваат без јавна расправа, без воопшто да се придаде важност на стручната јавност во делот на образложенијата и аргументите за и против подобрување на, да кажеме, одредени одредби од самиот закон. Имаме ситуација кога Министерството за внатрешни работи ги предлага овие три важни закони во собраниска процедура за измени, откако опозицијата во јавноста ги изнесе дел од материјалите кои што ги поседуваме, а зборуваат за сериозни злоупотреби на институциите во однос на изборниот процес, поврзани со токму пријавувањето и одјавувањето на живеалишта за дел од граѓаните кои што се злоупотребени во текот на изборниот процес. Само да сублимираме, сакате да кажете дека вака е законски, да најдат законско решение како тоа што го правиле условно речено незаконски, сега да го прават со овие закони? Ние во таа насока сакам да истакнам две работи. Значи, ова е обид за формално, правно прикривање на сите нерегуларности кои што се случувале за време на изборите и еден од основите за бришење од евиденција на веќе впишани податоци во јавните во документите на Министерството за внатрешни работи, каде што се пријавени лица со живеалиште во Република Македонија врз основа на кој што им е издадена лична карта и оствариле право на глас. Овој закон, овие измени на закон допираат не само прашање кои што се однесуваат на прашањето на личната карта, патната исправа и живеалиштето и престојувалиштето, туку директно е поврзано и со изборниот законник, бидејќи изборниот законник многу добро го регулира прашањето на избирачкото право, кое што суштински се врзува на постојано живеалиште или на лица кои што подолго време отсуствуваат од Република Македонија и влегуваат во посебен избирачки список, но се евидентирани на последното живеалиште. Во овој контекст тоа допира многу од прашањата поврзани со изборите и сите детектирани нерегуларности за кои што Социјалдемократскиот сојуз веќе објавува и друг вид на материјали, а ги имаме и во пишана форма, сите забелешки кои што во текот на изборните процеси ние ги евидентиравме како нерегуларности. Роза, дали мислите дека кога ќе се издава личната карта, вие рековте кај ќе се издава, во самопослуга, во Гранапче, на улица со мобилни станици. Значи ли тоа дека не
може конкретно да се провери во евиденција каде точно дали прво има лична карта тоа лице, второ од каде доаѓа, кој е неговиот идентитет, која е неговата адреса. И како всушност ќе се издаваат тие лични карти, кога ќе видите подоцна во изјавата на МВР, тие пак велат не се работи за паралелен систем, туку само по барање на граѓаните да им се помогне да не одат во Куманово, Велес, Штип да си вадат лична карта, туку тоа да го прават со овие мобилни станици. Можно ли е тоа? Значи, имаме два закони, сакам тоа да го разграничиме. Едниот е закон за лична карта, во овој момент што дебатираме, патните исправи што туку стигна во собраниска процедура, се уште не е отворена дебатата. Јас би сакала да се задржам на овие два закони кои што е отворена. Едниот е за лична карта и едниот е за престојувалиште. И двата имаат спорни елементи. Значи, еве да почнеме од личната карта. Во личната карта во ставот 1, значи за граѓаните цитирам, не парафразирам, вика по исклучок, значи по желба на граѓанинот, барањето за издавање, ве молам јасно, значи не само за издавање на личната карта, може да се поднесе, значи лично од страна на граѓаните во просториите надвор од просториите на Министерството за внатрешни работи и понатаму, значи цената за услугите за поднесување на барање за издавање, изработка и подигање на личната карта надвор од просториите на Министерството. Дали сега ова подразбира и изработка на личната карта надвор од Министерството? Читам дословно како што го цитирам членот. Но ајде и тоа да го оставиме на страна. Само тоа, вака недефинирано, мислам ќе предизвика еден хаос. Кажете ми што за вас значи надвор од Министерството? Никаде, барем не се дефинирани кои ќе бидат тие институции, дали тоа ќе бидат локалните самоуправи, делови од локалната самоуправа, што и тоа за мене е предлагачот е МВР, знаете како ќе ве сликаат дома, ќе си платите екстра и ќе ви дадат лична карта. Значи тоа не може да биде. Тоа апсолутно не може да биде. Надвор од просториите не е само дома. Тоа буквално може да биде во некоја рурална средина, во некоја кооперација или како што реков, во сладкарница, каде, во дуќан, во гранапче. Значи, нелогично е ова како и каде ќе биде. Дали со ова се сака да се предизвика хаос, да не се знае каде се поднесуваат барањата, да на секаде се поднесуваат и се подигаат личните карти, ова навистина е голем проблем. Голем проблем. Јас не знам што се крие зад сето ова, не можам да предпоставам, но во секој случај, ова мислам дека може да биде голем предмет на голема злоупотреба. Вака, како што овде стои во членот, недефинирано, не се определуваат. Објаснувањето од министерката на самата пленарна седница, кога јас го поставив ова прашање, беше тоа дека е се со цел да се помогне на граѓаните. На одредена категорија на граѓани има начин како да им се помогне и тоа и до сега е дефинирано, нели, оние кои што се болни, неподвижни и така натаму, и таа категорија да оставиме. Но овде не се потенцира за која категорија. Ова важи за сите граѓани кои што ќе изразат желба. Што значи тоа желба? Ќе видиме од изјавата на господинот Иво Котевски, само пред да преминеме на таа изјава, ДУИ исто така го спори законот за лична карта. Во кој дел? Во овој што вели господја Роза, дали во Гранапче ќе се дава или каде личната карта, тоа едната работа. Втората работа, што најмногу ве засега, е како ќе му се брише, односно живеалиштето, адресата на тој. Или пак во тоа дека на голем број од луѓето кои живеат во диаспората, сега нема да им се издава лични карти, затоа што ќе им се избрише адресата или слично? Па ја реков дека ние не се сложуваме како пратеничка група, имаме друго мислење, концептуално не се слагаме со овие две предложени закони. Не може ли конкретно како господјата Пузовска-Каровска која вели? Јас конкретно сметам тоа, што конкретно ДУИ пак вели? Конкретно нема да поддржиме донесување на овие две закони. Ние сме биле јасни. Дури и во Комисијата за политички систем не сакавме да расправаме за точка по точка. Да, за законот, бидејќи сме на мислење дека и ако секако дека процедурално ние можеме да интервенираме со амандмани, али мислиме дека и интервенцијата со амандмани не може да се прави, бидејќи тогаш би требало да се менува целиот концепт на законот. И токму затоа се одлучивме да не ги поддржуваме закони, овие две закони.
и да не интервенираме со амандмани каде што ние ги имаме нашите забелешки. Пак ќе кажувам дека концептуално ние не се сложуваме со ова што е предложено. Да ја видиме изјавата, првиот дел од изјавата на господинот Иво Котевски од МВР, кој што во стилот на она што и министерката Јанкуловска го објаснуваше на собраниската седница, ги образложи потребите од измените на законот за лична карта и оној за живеалиште. Ќе се создаде ли паралелен систем? Нема да се создаде паралелен систем, веројатно се работи за непознавање на работењето на управните служби и се она што Министерството за внатрешни работи го работеше изминатиот период и впрочем ние им стоиме на располагање на сите пратеници да им ги појасниме сите нејасноти кои што ги имаат околу одредбите кои што се предлагаат и воопшто да ги запознаеме со начинот на функционирање на управните служби на Министерството за внатрешни работи. Сега, со новите одредби се предвидува оваа можност, односно ангажманот на мобилните станици на Министерството за внатрешни работи да функционира на пазарни услови. Тоа значи дека доколку некој поединец цени дека не му е скапа цената, може да побара да биде фотографиран и во домашни услови. Доколку некој бизнисмен цени дека неговата фирма, неговото предпријатие повеќе губи доколку секој работник поединечно, секој вработен оди да аплицира во управните служби, може да побара и да го плати трошокот и истите да бидат фотографирани, односно да аплицираат за документи во просториите на фирмата. Колку ова ќе се злоупотреби со оглед на тоа што МВР е веќе удар за издавањето на лични карти на луѓето од пустец кои што беа злоупотребени, така вели опозицијата, за избори. Колку ова за избори ќе се злоупотреби? Добро, не би сакале да ги коментираме неоснованите обвинувања на опозицијата. Постојат јазни процедури, точно предвидени процедури, како и под кои услови еден граѓанин може да се стекне со важечки личен документ. Истите процедури остануваат и досега. Пак ќе повторам, не станува збор за нешто ново. Напротив, и досега функционира уште од 2006 година мобилните станици на Министерството за внатрешни работи. Со оваа одредба практично се овозможува истите да функционираат и на комерцијална база. Измените во Законот за пријавување на живеалиште и престојувалиште, повторно ќе кажам, се главно заради две цели. Едната цел е да им се излезе во пресрет на граѓаните, додека втората цел е да се подобри, да се допрецизира евиденцијата која што има Министерството за внатрешни работи. Воопшто немаме цел, ниту намера, ниту па каква било идеја да бришеме граѓани од каква било евиденција. Напротив, ги поедноставуваме процедурите кои што се однесуваат на начинот на кој што граѓаните можат да пријават престојувалиште или живеалиште. Имено досега имавме бројни случаи каде што големи групи на граѓани не можеа соодветно да го регулираат престојувалиштето. И овој закон адресира и голем дел од тие групи. Имено со овој закон треба да се напомене дека се регулираат бројни групи како бездомници, кои досега не можеа да извадат документи, а заради тие документи не можеа да ги остварат своите права и да аплицираат за помош. Само ги наведувам групите, само ги наведувам поволностите кои што се предлагаат, бидејќи ќе повторам, целта ни беше да им излеземе во пресрет на граѓаните. Значи, опфатена една група граѓани како бездомниците, опфатени се лица кои што се на подолг период или трајно згрижени во одредени институции. Тие ќе можат да го регулираат престојот на институциите. Ве разбирам тотално и доаѓам до поентата. Не може да има шетање на луѓе, бидејќи досега имавме случаи кога луѓе мораат да склучуваат и договори, а живеат, да речеме, во стан на сопствен родител. Мораат да склучуваат и договори кои што се на 0 денари, заверени нотарски. Сега ќе можат тоа престојувалиште, каде што престојуваат во моментот, да го регулираат многу поедноставно. И, што е многу важно, заради чистење на тие евиденции на Министерството за внатрешни работи, се воведува можноста која што досега ја немаше Министерството за внатрешни работи, а која што постои во законодавствата на сите земји од регионот. Односно, по урнек на
законите на земјите од регионот се воведува можност Министерството за внатрешни работи да го поништува живеалиштето на граѓанинот кога врз основа на оперативни сознанија и теренска проверка ќе утврди дека граѓанинот не живее во пријавеното живеалиште. Тоа значи комшијата кој рече дека не сум дошла. Не, тоа значи дека по направените проверки, доколку утврдиме дека одреден граѓанин има пријавено живеалиште на некое место, на некоја адреса, а дека воопшто не живее таму, Министерството за внатрешни работи може да го избрише. Реминска, ве слушнавте како ќе се однесува Министерството и зошто ги носи законот за лична карта. Еве, првин со тоа да почнеме. Излезе дека може секој кој ќе нарача за одредена сума пари, што ќе утврди МВР, дома да дојат да сликаат или во фирма или било каде. Сметате ли дека со тоа ќе се направи упад во системот и неконтролирано издавање на лични карти? Затоа што морам да подсетам дека одредени медиуми, особено опозицијските, ни дадоа фотографии на патни исправи печатени во станови. И аферата не е расчистена до крај. Веднаш МВР рече дека тоа не е точно, меѓутоа остана недоумицата дали СДСМ ќе даде докази дека се правени паралелни системи за печатење на лични карти. Значи не е прашањето дали ќе се направи упат. Упатот е веќе направен. Ова е само еден обид за формално правно прикривање или можност за коригирање на дел од трагите кои што се оставени во делот на сите незаконски действија, токму на Министерството за внатрешни работи и сите служби задолжени за претходно евидентирање и соодветно постапување во водењето на процедурата за регистрација, проверка на престојувалиште и живеалиште и врз основа на тоа давање и на издавање на лична карта и патна исправа. Значи, овие два закони, вклучително и третиот, кој што е во собраниска процедура, се врзани закони. Затоа што врз основа на живеалиштето и престојувалиштето и критериумите кои што се предвидени во тој закон се остварува или директно е врзано и со правото, односно критериумот и условот за издавање на лична карта. А директно со тоа се поврзува и вадењето на патната исправа, меѓутоа и остварувањето на избирачкото право. Во таа насока, најодговорно како опозиција тврдиме дека политички се мотивите во пристапувањето на измени на овие закони, иако во правните образложенија на законите кои што ги има во материјалите кои што се пред пратениците во собранието, се нотираат одредени, да кажеме, пропусти кои што не се увидени, сигурно не се увидени за една година од сега наназад, туку тие постоеле и постојат откако е воведен проектот за биометриска документација. Доколку навистина постоеле такви сериозни, да кажеме, нерегуларности или пропусти во самиот закон, редно ќе било да се пристепе сериозно и многу навремено во коригирање на истите тие одредби од законот. Јас би сакала да кажам дека со овие одредби од законот кои што предвидуваат поднесување на барање за промена на живеалишта во делот и на она што значи поднесување на барање за издавање на лична карта врз основа на податоци за живеалиште или престојувалиште, се нарушуваат стандардните процедури кои што се веќе пропишани во делот на издавањето на личната документација, а се поврзани со одредени простори, услови за чување на тие образци, услови на изработка, чување и заштита на податоците кои што влегуваат во делот на класифицираната документација, бидејќи гарантираат заштита на личните податоци кои што се и дел од барањето, но и дел од исправите кои што се даваат. Понатаму многу е важно да се спомени, бидејќи МВР вели многу е важно да се направи проверката или се дава на Министерството можност за проверка, оперативна проверка на терен на сите податоци кои што се дадени
од страна на барателот при промена на местото на живење или при бањање за издавање на лична карта, можноста за бришење од евиденција, придобивање на оперативна сознание и проверка од терен дека навистина лицето не живее на пријавеното место како постојано место на живење или како престојувалиште. Да подсетам за јавноста, ова е многу важно. Од 2008 година наваму, значи откако почна проектот за издавање на биометриска документација, во полициските станици при секторите за внатрешни работи, при Министерството за внатрешни работи, не функционираат оделенијата за пријавно одјавните служби. Оние служби кои што по автоматизам ги проверуваа по службена должност сите барања за промена на живеалишта и се она што одеше во контекст на проверка на податоците кои што сака да ги провери, вика тоа е интенцијата со законот. Значи се ретерира од она што веќе постоело како процедура. Значи, едно време сме ги укинале кога ни одговарало и полициските службеници постапувале само доколку од нив се побара проверка на одредено лице, дали живее на одредено место и така натаму. Меѓутоа, сега веќе се враќа истата таа обврска која што од 2008 година функционираше, но беше укината од не знам какви причини. Сето тоа укажува на она за кое што зборуваме, дека ова е навистина сериозен обид за формално правно прикривање на сите злоупотреби на службена положба и овластување во делот на вметнување на лажни податоци на лица за кои што се евидентирани на одредена адреса со број за време на избори, а врз основа на тоа се дадени и лични карти кои што биле искористени за време на избори. Тоа е директно врзано и со оној член од изборниот закони кој што вели дека избирачкото право е врзано со постојано место на живење, не со престојувалиште. Госпоѓа Топузовска, во однос на ова прашање, дали мислите дека токму тоа е интенцијата, а ако не се, да се изгуби сликата? Каде живее човекот, каде ја зима личната карта? Парафразирам, ако ми требаат гласачи во Велес, ќе напишам дека тие се под кирија престојуваат во Велес, па ќе им издадеме лична карта во Велес. А ако ни требаат гласачи во Дебар, тоа ќе го направиме за Дебар. Дали просто кажано за да разберат гледачите, тоа упатува? Значи, еве сосема конкретно. Овде имаме 3 спорни работи. Првото, и сите тие 3 упатуваат на ова што сега го говоревте. И сосема накратко. Прво вели околу мобилните станици. Па ве молам, на што ќе се претвори МВР, патронажни служби? Тоа ми доаѓа како овие патронажни сестри, па на повик можат да отидат секаде. Како тоа секаде, да се дигнат и да одат, кој има да плати. И сега некој бизнисмен, ако требало па сите лика и тој бизнисмен ќе вадат во еден ден лична карта и ќе се фотографираат, мислам, ова е нелогично објаснување, морав тоа да го коментирам. И тука е првиот проблем. Вториот проблем е, јас би сакала ова што сега го говоривте, значи, престојувалиште и живеалиште. Сега граѓанинот до сега можеше само на местото на живеалиште да има лична карта. Сега може да има лична карта со адреса и на престојувалиште. Дали по потреба ќе има лична карта на живеалиште условно во Скопје и престојувалиште кога ќе биде потребен, еве како што велите, во изборниот процес, во Дебар, условно. Дали тоа е прашањето? Дали може на 2 места да има? За мене е тоа нелогично. И уште нешто што сакам да го прочитам, за на граѓаните да им биде појасно, околу престојувалиштето, што исто така е спорно. Реков, има овде и некои добри одредби, но она што е спорно, ставот 10 во членот 3. Доколку граѓанинот не може да доставе доказ на овие другиве начини, имотен лист, нели, договор за закуп, бездомници кои што беа, значи, и така натаму, што може да направи? Значи, да достави изјава на собственикот на стан во кој живее граѓанинот, со која собственикот на станот се согласува со користење на станот со пријавување на живеалиште на граѓанинот на адреса на станот. Да поедноставам. Тоа значи дека овие отпустеци легално ќе бидат пријавени дека живеат на таа адреса? Значи, да поедноставам. Јас сум граѓанин и имам стан од 50 квадрати. Колку
јас можам на мојот стан да пријавам? Да дадам согласност понатаму, тоа се регулира. Значи со изјава на нотар. Можам 20, 40, 50, 100, никаде нема ограничување, никаде понатаму законски не се регулира што ова. Ова е класичен предмет на да се дефинира одредбата колку најмалку квадратни метри простор за едно лице. Каде го има тоа? Каде го има? Тоа го побара кога разговаравме со господинот Субхи Јакупи од Државната изборна комисија, го постави ова прашањето и дека предлагачот треба да го ја олесни процедурата за граѓаните или пак ќе има влијание на избирачкиот список и тој потсети дека поради проблемите од гласачите од пустат треба да се дефинира во колку квадратни метри треба да живее еден човек. Тој потсетил дека треба, меѓутоа во законот напротив сега легализира, сега ова се легализира што слушавме или што знаевме или што имавме сознание, еве јас не се повикувам на ова, значи на друго нешто, него за време на изборите, на локалните избори имавме сознание, покажавме документи за центар, се изнесоа на пресконференција дека голем број на граѓани по 40 во еден стан од 50 или 70 квадрати, не ме држите за збор. Сега, дали тоа треба да се легализира на овај начин? Јас доаѓам до сознание дека е тоа. И третата работа која што на кратко би ја отводила, ова што се говореше околу одземање на поништување на живеалиштето и како дословно. Значи, после оперативна проверка на теренот, вика Министерството за внатрешни работи донесува решение за поништување на живеалиште. Што тоа значи? Што тоа значи? Дека граѓанинот ќе има лична карта без адреса? Што значи, ве молам? Од друга страна, законот веројатно кај што има безброј и нема број, не може ни да издаде лична карта. Значи, нормално каде може да има лична карта без место на живење? Погледнете ги личните карти, секаде мора да содржи. Оти хрватскиот модел беше бришење на сите оние што имаат 0 куќен број или без број, се предпоставувам дека и овдека не може да се издаде. Ова не само нема број, ова нема да има ни улица. Не само број, него улица нема да има. Значи, нема, се поништува живеалиштето. Ме разбирате? Значи, каква лична карта ќе има тој граѓанин? Ве молам, каква лична карта? Значи, многу дилеми на сите овие работи, кога ќе се соберат, реков, прво начинот каде ќе се издава и како ќе се издава, второ, пријавување на согласност на собственикот, недефинирано колку лица може да пријави, и трето, бришењето на поништувањето, се извинувам, поништување на живеалиштето, што е многу недефиниран поем, простор за злоупотреба колку сакате, ги ствара сите овие дилеми, што де факто се сака да се постигне. Временски на кратко, за да му даваме збор на господинот Рафи Салити и да можеме да пуштиме реклами. Кога зборувавме за сите оние искуства што ги имавме за време на локалните избори поврзани со гласачите од Пустец, сакам да за јавноста да споделам неколку податоци кои што се дел од нашите проверки, кои што реално ги правевме и во делот на избирачкиот законник, но се и она што беше проверка на избирачкиот список на терен. Значи, во вкупно 72 општини регистрирани се 19.113 адреси со улица, број и стан во кој што живеат повеќе од 10 лица. Значи, тука не ги броиме стамбените згради во кои што нормално на една улица, но на посебен стан живеат лица. Овдека зборуваме за улица, број и стан. 19.113 адреси на кои што живеат повеќе од 10 лица. И сега, ако се присетиме да ги подсетам гледачите на снимките кои што ги објавивме, во кои што постојат разговори помеѓу министри, помеѓу лица од кабинет на министер за внатрешни работи, со министер за транспорт и врски и останати луѓе кои што се дел од службите на министерството, во кои што се нарачуваат комитетите мора да дадат адреси. Зашто? За поднесување на барања со лажни податоци и вметнување на истите тие податоци во списите на Министерството врз основа на кој што ќе се издаде лична карта. Понатаму слушнавме разговори во кои што се разменуваат мислења, односно информации за тоа дали лицата од Свети Николе гласале само во центар и дали се 10 на повеќе места или ротираат. Па сега од кабинетот на министерката вела дека тие се вртеле во круг, ротирале. Значи, во зависност, ние имаме и лични признанија
за лица кои што биле транспортирани за време на избори, им биле давани лични карти со цел да гласат на одредено избирачко место, потоа им биле земани личните карти. Има службени белешки во Министерството за внатрешни работи во кои што полициски службеници и инспектори заплениле буквално кажано повеќе од 40 лични карти во едно лице. Значи сите тие информации укажуваат на сериозна злоупотреба на сите овие процедури кои што сега со овој закон се сака да се најдат основите да се избришат за да не останат трагите. Во овој дел што го кажа Роза, дали ќе се озакони она што беше случајот со Пустец во Центар. Јас не би се согласила дека ќе се озакони, туку сметам дека со ова се прави обид да се најде основа тие да се извадат од евиденција, да не фигурираат, затоа што изборниот законник многу јасно кажува: избирачко право има државјани на Република Македонија со постојано живеалиште, што не е престојувалиште, како што беше случајот со жителите од Пустец, кои што има престојувалиште и врз основа на тоа има лична карта и остварија право. Мислам дека ова прашање најмногу ги боли партиите на албанците, затоа што доколку се избрише адресата на некој од луѓето кои се од диаспората, тогаш тој прашање дали и како може да гласа. Прашањето што еве и господинот Ала Џафери потсети дека има закон според кој при секој подолг престој во друга општина треба на органите на МВР да им се пријави адресата. Зошто тогаш тој вели дека треба да се дава можност кога некаде се престојува да може да се добие лична карта. Најголем број од албанците во тој случај би били избришани. Ја мислим дека не ги засегува само албанците, треба да бидеме реални. Има и албанци и македонци се со привремена работа во странство, така што ако законот се применува така како што треба да се применува и како што е пишан, ако нема селективен пристап, секако дека тогаш многу граѓани на Република Македонија ќе го изгубат правото и на гласање, секако дека ќе го изгубат правото и на своето престојувалиште и адреса на живење. Така што јас реков дека ние концептуално не се сложуваме со предложениот закон. Јас го реков и во Комисијата за политички систем дека законот оставува многу простор за злоупотреба. Се разбира на органот за внатрешни работи. Сега дали тие службеници или полицајци кои ќе одат да го проверат адресата, работува ако не те најдат дома, остана без адреса на живење. Да, така што јас не сакам да ги спорам намерата на предлагачот дека сака да се приближува полесно да се доаѓа до лична карта, тоа да можат, осем во просториите на органот за внатрешни работи, да се зема и во други простори. Ние знаеме дека има држави и во регионот и во Европа дека личните документи не се земат само во органот за внатрешни работи, али кај нас треба да бидеме реални. Тоа што го реков, прво политичкиот амбиент не е тој што нашите граѓани имат доверба во институциите. Треба да бидеме реални дека таа доверба е изгубена на граѓаните кон институциите. И токму ова го реков и на Комисија за политички систем, дека не е моментот ние да поддржиме или да предлагаме овакви закони кои реално оставуваат многу простор за злоупотреба. И секако дека и како представници или како пратеници кои сме бирани од албанските гласачи, секако дека сносиме одговорност утре да доаѓа некој од нашите, било кој граѓанин од Република Македонија. Во конкретниот случај јас имам најмалку половина луѓе од мојата фамилија надвор од земјата и да доаѓат и тие да бидат бришани дека не се више со
со стална адреса на живење во Република Македонија, туку веќе таа право го изгубили и така натака. Така што не случајно сме кажали дека концептуално не се сложуваме и ние нема да поддржуваме оваков закон. Сме во преговори со пратениците од коалицијата. Денеска имавме 2 комисии, така што беше прекината дебатата во Комисијата за политички систем, со тоа што ќе седнеме, секако дека ние имаме потреба и меѓу себе да се дообјаснуваме зашто не поддржуваме оваков закон, секако дека и пратениците од ВМРО да помене своите аргументи зашто, например, ако доаѓа во пленарна седница еден закон оваков како што е предложен, би го поддржале. Така што пак кажувам дека сме во фаза на преговори со коалиционер партнер. Јас се надевам дека ипак на крај тоа што е интерес на сите граѓани на Република Македонија ќе превладува овие закони да бидат повлечени. Тоа е нашиот став, бидејќи мислиме дека не е добро во овој момент ние да создаваме или некој хаос, би рекол, со личните документи или со адресите да во земјава, бидејќи не е интерес ни наш, ни на ВМРО да помане. Јас пак ќе нагласам, можда од експертска страна, од страна на луѓето во МВР, така ги гледат законите, али за нас политички не е прифатливо да поддржуваме. Како гледат луѓето кои се занимаваат со избори? Еве го прилогот од колегата Панта Джамбазовски, кој го слушна мислењето на потпредседателот на ДИК Субхи Јакупи во однос на ова прашање и представникот на МОСТ Дарко Алексов, кои конкретно кажуваат како овие измени би влијаеле на изборите. Потпредседателот на ДИК Субхи Јакупи предупредува дека предложените законски измени содржат нејасноти и поради кои се поставува прашањето што сакал да постигне предлагачот. Дали само да ги олесни процедурите за граѓаните или пак тоа ќе има влијание врз избирачкиот список. Тој потсетува дека поради проблемите што се создадоа со гласачите од пустец, предложил во законот да се дефинира и одредбата колку најмалку квадратни метри простор за едно лице е потребно за да се дефинира живеалиштето. Наместо тоа во законот е наведено дека живеалиштето е местото каде навистина се живее, а тоа не само што не е правен термин, туку може да наведе на различни објаснувања, вели Јакупи. На прашањето дали преку добивање на лична карта во друга општина ќе може да се врши зголемување на бројот на гласачите во таа општина, па дури и да се поседуваат 2 лични карти, па 2 пати да се гласа, Јакупи вели дека такви измами биле правени и дека и сега се создава простор за сомнеж. Не може, значи, 3 месеци пред одржување на избори за да дават такви живеалишти во други општини. Да се види и тоа, значи манипулација со гласачи и така натаму, што јас мислам дека овие предлог закони требат детално да се отвори дебата со експерти, да не се прават фиктивни вакви инженеринг на гласачи во други општини. Јакупи, кој докторирал токму на темата изборни манипулации, вели дека сомнеж отвора и одредбата барање и добивање на лична карта да биде возможно и надвор од службените простори на МВР. Не наведува стварно каде. Во некоја организација со која може да дава лични карти. Тоа е апсурдно, што може само во просториите на органот кој е надлежен за да се дава. Не може сега на секоја продавница ми е да одиме со техниката која се дава начин на овие личните карти или друга документација и да може да зема секој. Невладината МОСТ, која ги наблюдува изборните процеси, смета дека ова е уште еден законски предлог кој може да создаде проблеми во изборниот процес, а дека времето кога се предлагаат е неповолно за сериозна политичка и експертска расправа. Интервенција во овие 2 закони во време кога има индиции за сериозни злоупотреби во изборни цели на овие закони, значи е во најмала рака несериозно и дека токму поради тоа препораката е да се причека
време во кое што со широка јавна дебата и со широк консензус ќе се донесат измени кои што ќе представуваат вистинско решение на моменталните проблеми и така да се продолжи напред за да можеме да ја вратиме до вербата во избирачкиот список, а со тоа и во изборниот процес. Алексов вели дека МОСТ наместо став го поставува прашањето дали е целта со овие измени да се спречи злоупотреба на гласачите и дали ќе се спречи на една адреса да се регистрираат по 40 до 50 полнолетни граѓани кои се гласачи. МОСТ има предлог. Граѓанската асоциација МОСТ предложи еден пакет мерки за надминување на оваа криза, во кој што и се опфатени овие два закони, кои што дефинитивно и несомнено влијаат директно врз квалитетот на избирачкиот список, кој што децении наназад е предмет на раздор и на обвинувања од страна на политичките партии. Инаку измените на законот за лична карта ја минаа првата комисиска фаза во собранието, додека измените на законот за живеалиште и престојувалиште се на пат за собраниска расправа. Се враќаме во студиото на Топ тема. Во отсуство на предлагачот на законот МВР, нема кој практично да ги брани одредбите од законот, освен оваа изјава на Иво Котевски што ја слушнавте. Меѓутоа, Ременска, она што беше интересно пред неколку дена и вие кажавте на пресконференција дека постојат во Македонија луѓе со повеќе матични броеви, што е незамисливо затоа што ние матичниот број го добиваме при раѓање, тоа е за цел живот и не можеме да имаме 2 или 3. Не се менува. Како е можно и како утврдивте такво нешто? Значи, во Република Македонија постојат лица со двојни идентитети. Значи, тоа е прашање за кое што во некое догледно време, кога ќе се воспостават институциите и кога ќе станат легитимни да ги решаваат сериозните прашања за кои што ние зборуваме, треба сериозно да се пристапи кон ова прашање. Значи, не дека Министерството за внатрешни работи не знае за одредени случаи во кои што навистина има лица со двојни идентитети, значи станува збор за лица кои што имаат исти родители, незначителна измена во адресата и бројчето на живење и со два матични броја или со незначителна измена на една буква од името. Станува збор за исто лице, меѓутоа тоа реално има двоен идентитет. Значи, Снежана Лупевска и Лупевска може да добие два различни матични броја, едната Лупевска не постои. Меѓутоа, ако Лупевска и Лупеска имаат исти родители, и ако наместо на адресата стои влез 1 стан 23 и 23А, тоа станува збор за две различни места, а станува збор за исто живеалиште. Добро, кој го издадал тој матичен број, има вера? Значи, задолжени за евидентирање и издавањето значи, на матичната евиденција, водењето на матичната евиденција, сега веќе потпаѓа под надлежноста на Министерството за правда. Меѓутоа, во делот на изработката на документацијата, врз основа на тие податоци, од извод на матична книга на родени и добивањето на единствениот матичен број влегува во процедура, нели, во Министерството за внатрешни работи, кое што пак е должно сите сомнителни или индикативни совпаѓања да ги провери и да постапи согласно закон. Значи, оделенијата за матична евиденција при општина Центар до 2 европски држави имаат доставено известување и барање за проверка заради сознанија за фалсификување на извод од матична книга на родени, врз основа на кој што се добива матичен број. Значи, државјани на Република Македонија, кој што е роден и има документација во Република Македонија, со фалсификуван извод од матична книга на родени, пример, од Република Италија, со изјава на родителите дека е роден во Италија, добива уште еден матичен број дополнително на оној што веќе го користи тој матичен број, таа лична карта, гласачот потребен за одредени избори? Значи, или истото лице два пати гласа? Значи, добивањето на лична карта овозможува користење на многу други права кои што не се само врзани за избори, туку се поврзани и со вадење на патна исправа и се она што значи. Значи,
имаме сериозни сознанија околу двојни идентитети и околу непасивни матични броеви. Значи, ако зборуваме пасивен матичен број, тоа автоматски алудира дека пасивниот матичен број го има само лице кое што е регистрирано во книгата на умрени, но се уште е активен. Добре, значи, јас сум тоа е снимала врзано за и поврзано со изборите. Имало грешка значи... во матичните служби, само да кажам, например, јас имав снимено во код жена која што живата ја прогласиле за мртва, мртвата за жива. Таа од старачкиот дом што е починала, го добила матичниот број од онаа што е жива, а живата која живееше во сосема друг град го добила од мртвата. Меѓутоа, тоа е обврска на службите кои што по службена должност се задолжени овие неправилности да ги евидентираат и да ги коригираат тековно. Мислите намерно се правени или грешки се овие што сега, се ги открили? гледајте, јас повторно ќе кажам, значи нашите сознанија и нашите материјали кои што зборуваат за вакви сериозни прашања, ние ќе ги доставиме до институциите кога ќе се создадат услови за навистина независно професионално постапување на институциите. Ако само се подсетите на постапувањето на институциите и исмејувањето на самото сознание дека некаде таму во некој приватен стан постои изработка на патни на пасоши, Министерството за внатрешни работи наместо сериозно да ги провери сознанијата кои што беа изнесени во неделникот Фокус, тој почна да ги исмева со, да кажеме, новогодишни честитки, се побараа вештачења, се потврди нешто, меѓутоа обвинителството побара дополнителни вештачења на дел од снимките и ние се уште немаме одговор од јавното обвинителство во однос на тие Дали со сознанија. разговорите телефонски што ги има се да сама може да се докаже и вакво нешто? Да, веќе се докажува. Како и за политичките дека мотиви за личните карти, да. Патни исправи дека се со поднесувањето на лажните податоци, значи и да потсетам уште за јавноста еден податок кој што не така милува Министерството за внатрешни да го истакнува, а тоа е злоупотребата на идентитетот или користењето на туѓ идентитет за издавање на патна исправа. Министерството за внатрешни работи против свој вработени во управните служби при Министерството поднесе кривична пријава против 3 лица, од кои што едниот е веќе осуден на казна затвор заради крадење на идентитет на лице кое што од 83 година не е во Република Македонија, аплицирање на истите податоци, односно податоците за идентитетот на лице кое што платило издавање на добивање на патна исправа од Република Македонија, за да на случајна проверка на граничен премин од страна на косовските власти е регистрирано дека иако му е одземена патната исправа на лицето, тој влегува и излегува и се утврдува дека станува збор за сосема друго лице, за да потоа во постапката вработениот во управните служби признае дека аплицирал туѓ идентитет со нормално фотографија на лицето кој што си купило патна исправа. Така што злоупотребата на идентитетите не е непозната. Роза, порано фалсификатите се правеа надвор од институциите и затоа кој чинеа многу пасошите југославенскиот, може повозрасните да се присетат. Меѓутоа, имате ли нешто да додадете во смисла на ова и кое што ги опфаќа овие измени, дека на легален начин нешто илегално може да се прави? Значи, ова сега е веќе друга тема. Тука мене само една работа не ми беше јасна и сакам да ја прашам, значи, Деменска, околу матичниот број. Значи, матичниот број, колку што ја знам, се издава при самото раѓање. Значи, нели, со самото раѓање го добива матичниот број. Како е можно сега да подоцна, затоа што навистина ако се издава во функција на изборите, тогаш би требало да се издаде двоен матичен број на лице кое што го има избирачкото право, односно е над 18 години. И навистина тука единствено не ми е јасно како тоа не ве разбрав два матични броеви. Мене ми е нелогично. Тоа е прашање за институциите, господјо Роза. Тоа е и уште една работа што ова околу двојниот идентитет за лице кое што не живее надвор, кое што живее надвор од Република Македонија се однесува на лице кое што веќе се откажало од
значи и може да биде трајно иселено и да има држава со двојно државјанство може и да тоа биде си трајно иселено, тоа си го има да... матичниот број. Но ако лицето се откаже од државјанство, на пример сака да земе каде што не може двојно државјанство да се има во Германија, тогаш тој го губи и матичниот број. Тој матичен број веќе згаснува. Дали сте сигурни дека згаснува? Јас, значи, според она што го знам како информација, барем законски треба да згасне. Јас не можам да бидам сигурна што се случува, но згаснува. И затоа мене ми е чудно како тоа два матични броја. Тоа сакав, значи, објаснување. Вашата истрага е добила ли вакви сознанија? Згаснува, не згаснува? Значи, тоа како е можно да се дојде до два матични... Институциите дошле до тие сознанија. Значи, ова се информација од институциите. Дека некој што живее во странство попарал да му се укине македонскиот пасош, со тој матичниот број, а некој го задржал? Во резолуцијата за миграциона политика, што Собранието на Република Македонија, предпоставувам, го донесе како документ за 2015-2020 година, постојат многу прецизни податоци колку граѓани, државјани на Република Македонија се откажале од македонското државјанство, значи станува збор за некаде малку повеќе од 9.000. За колку период? За 2009-2013 година заради добивање на државјанство во туѓа земја, што не е мала бројка. Не е малку. Значи, кога зборуваме за довербата или недовербата на институциите, зборуваме за можноста сите овие податоци да се проверат и да се отстранат сите сомнежи кои што индицираат на некаква можна злоупотреба. Кога зборуваме околу издавањето на биометриската документација, исто така податок од институциите кој што е дел од текстот на резолуцијата. Повеќе од 9.000 издадени биометриски документи имаме во дипломатско-конзуларните представништва на Република Македонија во странство во периодот 2009-2013 година. Во истата таа резолуција, во акциониот план, се предвидува дека првата половина на 2018 година ќе се обезбедат базни станици во дипломатско-конзуларните представништва на Република Македонија, кои што ќе овозможат издавање исто така на биометриска документација на сите баратели на документи во странство. Тоа предпоставувам алудира на сите оние кои што се на привремен или постојан престој во странство за остварување на правото, да кажеме, и на глас. Сето тоа остава, да кажеме, сомнеж во процедурата и во се она што ние го имаме како сознание. Знаете, ние обично и граѓаните и јавноста, меѓутоа и политичарите, особено власта, сака врз основа на неколку примери да генерализира, меѓутоа за јавноста и во интерес на вистината и објективноста секогаш е добро, дури да има елементарни сомнежи за одредени ситуации и одредени утврдени, да кажеме, случувања да се проверат. Кога зборуваме за матичната евиденција и утврдувањето на двојните идентитети за исто лице, зборуваме исто така за сознанија кои што се познати за Министерството за правда, бидејќи во тие злоупотреби регистрирано со службени белешки, со евиденции во Министерството за внатрешни работи, учествувале вработени во Министерството за правда. Значи, овие не се сознанија кои што ние ги темелиме само врз основа на нашите истражувања, туку и на веќе официјални информации во јавност. Со оглед на тоа што повторно ќе кажам, имате гласачко тело кое во диаспората е значително. Ова што го кажува Ременска ве плаши ли дека може да се манипулира со вашето гласачко тело, затоа што доколку се ускрати адресата, доколку се злоупотреби идентитетот, доколку се, знаете, на времето беше многу тешко еден албанец да добие пасош. Порано во 90-тите правевме прилози колку е тешко некој да докаже дека тука се родил. Затоа што можеби родителите му биле од Косово, меѓутоа тој тука се родил, па тешко беше да го добие пасош, а сега има опасност и да го изгуби. Па добро, јас прво ќе кажувам тоа дека Дуј на последните избори добие 153.000 гласа. Така што не се сложувам со Ременска дека ние имаме нелегални
институции и на легални избори, од легалните избори ги добивме тие гласови, ја мислим дека имаме легални институции. Ако имаме нелегални институции, тогаш се поставува прашањето зашто и СДС сите тие материјали ги носи во институциите на земјата, не ги носи надвор. Ние во овој правец треба да бидеме коректни, да кажуваме дека институциите се легални, во легални избори бирани. Јас зборувам, најодговорно кажувам дека на последните избори, барем кај албанскиот електорат, немаше ни инциденти, беа мирни изборите. Во однос на документите, матични броеви, сега, сега спроведувањето на изборите беше друга работа. Јас не би седел вечерва овде ако малку чувствувам дека не сум легално биран како пратеник, тога што барам овде. Така што не се сложувам со тоа, бидејќи ако не се легални институциите, тогаш ние треба да се обратиме негде друго за све ова што се случува во Република Македонија, или ние како парламент да не донесуваме ни закони, ништо. Така што се однесува до законот за лични карти, за престојалиштето, јас пак ќе кажувам дека ние ќе седнеме, ќе разговараме со представниците. И како ќе разговарате? Што воопшто ќе разговарате ако одбивате да ги донесете закони? Јас не можам тука да разберам што разговор ќе биде тоа. Ќе биде разговор да објасниме тоа што сме го рекле, дека во овој момент овакви закони се во штета на Република Македонија, дека се во штета за сите граѓани, бидејќи ако имаме опозициона партија која ги спори и изборите, секако дека не е добро ние да одиме понатамо, да донесуваме закони и на кои закони утре ќе се сомнева секој граѓанин во Република Македонија и каде ќе не води тоа ако секоја партија во иднина ќе ги губи изборите и тогаш оставуваме простор било кој да победи на следните избори, ние да го оспоруваме, да ги оспоруваме тие избори и мислим дека ако дозволуваме нешто така, тогаш тоа ќе оди во штета на државата. Јас пак ќе кажувам дека ние сме биле јасни и во пленарна седница и во Комисијата за политички систем дека не можеме да прифаќаме овака. Очигледно е тврд ставот на ДОИ. Да го слушнеме мислењето на представникот на МВР Иво Котевски во однос на злоупотребата на матичните броеви и на самите системи за идентификација на граѓаните и печатење на личните исправи. Исто така, оно што го наведе опозицијата пред некои дени, дека има во Македонија луѓе со повеќе матични броеви. Дали е тоа можно? И втората работа која што е покрената исто така од луѓе од опозицијата до јавното обвинителство, дека системот кој што ги изработува личните исправи е систем кој може тоа да го прави паралелно или нелегално. Веќе неколку години управата за матична евиденција и за матично работење не е под Министерството за внатрешни работи, така што во врска со кое било прашање околу матичното работење биве упатил на надлежната институција, односно Министерството за правда, под која што се наоѓа управата за матично работење. А што се однесува во однос на обвинувањата на опозицијата околу злоупотреба на АФИС системот поврзани со издавање на документи или пак на матични броеви, не би влегувале во некакви посуштински или поконкретни коментари, затоа што очигледно е дека станува збор за тотално непознавање на проблематиката. Имено АФИС системот се однесува на автоматизирано препознавање, односно обработка на отпечатоците, која што на никаков начин не е поврзана ниту со матичната евиденција, ниту пак со некој друг систем на Министерството за внатрешни работи. Напротив, станува збор за систем кој што ги препознава отпечатоците кои што се бараат, да речеме, по одредено сторено кривично дело. Може ли злоупотреба на
затоа што може да имате 2 или 3 такви системи кои се на различни локации? Не. Злоупотреба може да се направи на избори, ако со мојот отисок, а со различна лична карта гласање. Не знам како би гласале вие со отисок и со различна лична карта. Значи, кога гласате вие, гласате пред избирачки одбор, вам ви ставаат мастило на прстот, како гаранција дека само еднаш ќе гласате, вие гласате пред членови на комисии, предпоставки се тоа, кога ќе се направи, ќе бидат разгледани и Министерството за внатрешни работи е подготвено да излезе во пресред на која било сугестија од страна на Државната изборна комисија. Ова е при крај сме на топ темата, што би се рекло во судница за завршни зборови, имаме уште по 1 минута. Ременска, слушнавте дека го начнавме прашањето на тоа колку системот може да се злоупотреби за издавање на лични документи и од тука прашањето дали отпечатокот од прст, не, туку самиот отпечаток кој во 2019 може да биде на гласање можност за идентификација ќе биде соодветен со она што го пишува во пасошот или лична карта. Јас верувам дека на портпаролот на Министерството му е во некомотна позиција кога преку екран сака да брани нешто што и самиот не знае што брани. Меѓутоа, не се одговара прво на клучното прашање. Дали АФИС, системите, не системот, кој што вели дека МВР го имаат и други институции, е обезбеден и набавен на законски начин или преку злоупотреба на тендерска постапка на проект за Министерството за внатрешни работи за опремување на лаборатории за високообразовни институции. За основите во тврдењата дека постојат злоупотреби сериозни за опрема од повеќе од 4 милиони евра, постои кривична пријава во јавното обвинителство за организиран криминал, кој што за чудо до 4.4.2015 ќе направи 2 години откако обвинителството воопшто се нема изјаснето по пријавата, иако има 4 дополнувања. Ремиски, ова е широка тема, ако сега ја начнеме. Што значи АФИС системот? Дека може да се злоупотреби оној кој што на 3 места различни контролирано од МВР ќе издава податоци? 2019 година во изборниот законник се вели дека граѓаните на Република Македонија на гласање ќе го остават својот отпечаток на прст. Отпечатокот на прст значи постапка, процедура, технологија на идентификација на лицето кое што го остава отпечатокот на прст. А идентификувањето или мечирањето го прави токму автоматизираниот систем за регистрација на траги од папиларни линии. Или она што е биометриски податок во патната исправа, пасош, кој што поминува на читачите при излез и влез во Република Македонија, е токму податокот кој што го содржи АФИСот, а тој ги содржи и сите други податоци кои што служат за персонализирање на личната документација. Значи, тоа не е машината за правење на лични карти, како што сака да го представи Министерството за внатрешни, туку тоа е храната на системот. Може да се злоупотреби, вели така внутри? Роза Топузовска, вие веливте дека овој закон и многу забелешки најдовте на него. Како, бидејќи има став како ќе го оспори, како ќе се однесувате понатаму во парламентот по однос на ова прашање? Значи, да бидам искрена, прво очекував дебата. Јас под дебата подразбирам спротивставени ставови. Значи, да дојдат и оние кои што се предлагачи, кои што сметаат дека ова е добар закон, и јас наведов овде 3 конкретни прашања. Има и други кои што сега да не ги заморуваме гледачите со тоа, се спорни, но не дотолку. Јас мислев дека ќе можам да добијам одговор на овие спорни прашања. Зошто ова одговорите пратениците може да ги добијат веројатно во собранието и ќе ви ги дообјаснеле, тоа беше во изјавата на портпаролот. А тоа беше дека ќе ни ги дообјаснеле. Во ред, ајде да оставиме да видиме што ќе ни дообјаснат. 8 луѓе се повикани, дел од парламентарните групи на ВМРО ДПМН, многу исто така и од МВР, и од правната служба, и министерката, и еве портпаролот, никој не се одзва на поканата. Како вие ќе го добиете одговорот? Значи, тоа ми беше целта. Дебата, подразбирам,
представување на ставови и аргументи. Јас, ако ме следевте, зборував апсолутно со аргументи, посочувајќи ги членовите. Не ги добивме на оваа дебата, мислам, немаше присутни, како што вие кажувате, и не добивме одговори. Она што можев да го поставам како прашање на пленарната седница, веќе и го поставив на министерката, не добив конкретни одговори. Одговорите беа многу блиски до ова што сега го слушнавме од Иво Котевски, значи потпадол од Иво Котевски, така да секако дека мојата улога не е клучна, клучна е улогата на ДУИ. Слушнавме дека за овие закони за едниот треба двотретинско мнозинство, за другиот треба бадентер, така да како тие ќе постапат понатаму, тоа е клучна и тоа ќе одреди содбината на овие два закони. Господин Алити, очигледно сте клучен тука и на дебатата и утре задутре како пратеник во собранието. Што очекувате како одговор од ВМРО ДПМН кога ќе им го кажете ова што вечерва го кажувавте? Сте се гледале на влада, сте се гледале на претходно вашиот заменик министер за внатрешни, се гледал со министерката и го кажал ова. Не верувам дека ништо не знаат, па сега допрва ќе им кажувате. Јас прво ќе кажувам за граѓаните, па секако тоа што ќе го зборувам и со коалициониот партнер. Што очекувате како одговор? Веќе кажавте што ќе им кажете. Не, само. Прво тоа што го реков на почеток на емисијата, дека кај албанските граѓани кои живеат во Република Македонија, довербата кон овој закон е уште поголема отколку кај македонскиот дел на популацијата кој живее во Република Македонија. Што ќе кажуваме? Секако дека ние доаѓаме во парламентот како пратеници, како представници на тие граѓани, овие две закони се неприфатливи за тој дел на граѓаните што ние ги представуваме и токму тоа моментот што ние не можеме и нема да поддржуваме донесување на овие две закони овака како што се предложени од страна на предлагачот. Пак ќе кажувам, имаме големи реакции и од нашите сограѓани кои живеат и работат во странство. Така што ние ниту сакаме, ниту ќе гласаме закон кој навистина ги сасегува граѓаните на Република Македонија, а во овој случај албанците во Република Македонија, бидејќи, пак ќе кажувам, недовербата на граѓаните албанци во Република Македонија секако е поголема од недовербата на граѓанинот македонец кој живее во Република Македонија, бидејќи ние го немаме таа логистика, да кажем, и тие луѓе во сите институции да проверуваме све што може да се случува со усвојување. Ви благодарам за денешното учество во дебатата. Недостасуваше предлагачот на законот, меѓутоа што е тука. Благодарам што учествувавте вие. Вам пријатна вечер, почитувани гледачи.